Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме по кратките најави. Граѓани протестираа поради металните столбови. Голема дупка се појави во двор на семејството во Багрем Бања. Кошаркарскиот клуб Куманово загуби од МЗТ Скопје. На булеварот Октомвриска револуција денеска протестираа граѓани од зградата број 84 поради поставување столбови, проект кој го спроведува општина Куманово. Тие велат дека немаат каде да ги паркираат своите автомобили, бидејќи зградата нема простор за паркирање. Граѓаните од зградата број 84 од булеварот Октомвриска револуција денеска мирно протестираа поради поставување на столбови, проект кој го спроведува општина Куманово. Тие велат дека немаат каде да ги паркираат своите автомобили, бидејќи зградата нема простор за паркирање. Станарите побараа од општината да им обезбеди паркинг место, бидејќи околу нив има и други згради, некои во фаза на изградба. Велат дека за поставувањето на столбовите не биле информирани. Додека работниците од ангажираната компанија ги поставуваа столбовите, дел од паркираните возила беа отстранети со пајак возило, што дополнително ги револтираше станарите. И полицијата беше на терен. Живееме тука веќе 10 години, автомобили кај да ги ставиме, нема паркинг. А они стават. Еве од другата страна има добро наставија, има место таму и за велосипеди, и за пешаци, а овдека кај да ги ставиме автомобилите? А тука живееме во оваа зграда. Зграда направена без паркинг простор. И што да правиме сега? Тоа беа само 2 згради, сега се 5 згради направија. И околу 200 стана има тука. Сметајте, 200 стана, барем 120 автомобили има. Каде да ги ставиме? На глава. А најлесно ги е на власта да дојде со 100 полицајца и 200 требале да донесе полицајца. Срамота е. Кој пајак ми доноси кола, да ми ги дигне кола. Ние сме терористи, што ќе не затварат, ќе не носат. Така ли се прави зграда? Зграда со сите ништо не треба да се направи и да има паркинг простор. Ако се прави зграда со 20 стана, 20 паркинг места треба да има. А не вака. Тие велат дека пред 10 години изведувачот и тогашната локална самоуправа се договориле да се изгради споредна улица која ќе ги поврзува Октомвриска револуција со Доне Божинов. Не е вред институциите да на ваков начин да поступат. Првин треба пред да се донесе некоја одлука и вакви решенија треба првин да се разгледат ситуацијата и без тензии, без и ние сакаме да ни е градот среден и убав. Све е убаво што се направи, меѓутоа не гледам вакво решение сега каде. Едноставно 10-15 години се чека улица да се направи, спорна била, нерешени немам сулудо е ова, вам памети што се прави. Тие најавија дека ќе поднесат и тужба. Од општината почнаа со проектот поставување на столбчиња како дел од мерките за ослободување на тротоарите од автомобили во рамки на проектот Нулта толеранција за узурпација. Вчера и дел од дуќанџиите лоцирани на булеварот реагираа, бидејќи немаат можност да ја донесат и однесат робата. Дел од граѓаните кои пазарат во супермаркетите застануваат на едната коловозна лента од булеварот. Одговорното лице за спроведување на овој проект од општина Куманово, Бојан Петковски, посочи дека граѓаните навремено се информирани за овој проект преку медиумите и дека на овој начин ќе се обезбеди слободно движење за пешаците и велосипедистите, бидејќи на булеварот веќе има велосипедска лента. Врз основа на одобрениот сообраќаен проект за трајна измена на сообраќаен режим со поставување на столбчињата за разделување на велосипедскиот и пешачкиот од моторниот сообраќај на булеварот Октомвриска револуција, во согласност за основниот проект издаден од СВР Куманово и решение издадено од општина Куманово, го реализираме поставувањето на столбчињата. За поставувањето јавноста навремено беше информирана со предупредување да не ги оставаат возилата на булеварот каде се поставува овој вид сообраќајна опрема. Поради овие факти СВР Куманово има обврска да ги отстрани возилата, се вели во писмената изјава на Петковски. Поставувањето на столбовите почна пред 2 недели првин на булеварот од страната на градскиот кеј. Невообичаено голема дупка се појави во двор на семејството Азирови во насилбата Перо Чичо
поточно во Багрем бања. Дупката е со пречник на отвор од 50 до 60 сантиметри, кој надолу се проширува до 150, а длабочината е од околу 5 до 6 метри. Невообичаено голема дупка се појави во дворот на кумановското семејство Азировиќ во Куманово во местноста Багрем бања. Овој невообичаен настан го регистрираше и регионалниот центар за управување со кризи, во чие соопштение се наведува дека пропаднатата земја има пречник на отвор 50 до 60 сантиметри, кој надолу се проширува до 150 сантиметри и повеќе, на длабочина од 5 до 6 метри. Собствениците Селвир и Кумрија Азировиќ, додека го расчистувале дворот, непријатно биле изненадени гледајќи ја големата дупка во дворот, која според нив се појавила ненадејно. Соседите им кажале дека станува збор за бункери градени во минатото. Голема е многу. Како да е уградена некако. Тоа е бункер или што знам што е. Господ знае, од природа е тоа, што знам ја. Тоа е како јаболка внатре. Уградено како со руки е направено. Она можда беше тука некоја плата, до сега држила и спаднала доле. Еден пат. Соседот повикал служби кои дошли и ја констатирале состојбата. Ова рупа вчера се деси, жена ми кога искочи да чисти тука, и одном виде рупа, каже. И дојде горе за мене, каже, оди бе, гледаш ова рупа, каже, ти ли си го копаја? Кажем, која рупа бе? Гледаме, кажем, бега бе, ова е пропадна земја доле. Вчера, комшија, ова е горан полицаец, пријавија преко општина, не знам, дојдева у 9 сат на вечер, гледали го рупу и тоа е. Сега, кажава ќе дојде дале што ќе биде. Не знаме сега што ќе биде. Тие велат дека го купиле плацот од соседите во 1993 година, кој пак претходно го користеле за насад грозје. Тие и претходно ја доградувале куќата со парите спечалени од Германија. Во понеделник стручните лица ќе ја согледаат состојбата и ќе кажат какви чекори ќе бидат преземени. Граѓаните од оваа населба велат дека во овој дел има скривници градени во минатото. Подрачното оделение за заштита и спасување Куманово, поради сушата и невообичаено високите температури за овој период од годината, а со цел да се намали опасноста од настанување и ширење на пожари на шума и други отворени простори, апелира до граѓаните да не се пали оган во шуми, на отворен простор и на необезбедени места. Воедно во апелот се препорачува да не се палат стрништа, меди и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат остатоци од цигари и да се коси и отстранува сувата трева и друга сува вегетација. МЗТ Скопје синоќа славеше на гостински терен во Куманово со резултат 76-72. Кошаркарскиот клуб Куманово во моментов се наоѓа на 7-та позиција на табелата, а во завршниот дел од првенството влегуваат првите 6. До крајот има уште 3 надпревари, од кои следниот го игра веќе во вторник против Фени Индустри од Кавадарци. Кошаркарите на Куманово синоќа на домашен терен претрпеа пораз од составот на МЗТ Скопје Аеродром со резултат 72-76. Првата четвртина се играше со скоро изравнет резултат, иако гостите имаа блага предност. Така и завршија првите 10 минути на паркетот, кога МЗТ имаше водство од 3 поени, односно резултат 18-21. И покрај фактот дека Куманово се држеше и во втората четвртина, сепак мрежата на нивниот кош прими повеќе топки, па на полувреме се замена со 37-49. Третата четвртина избраниците на тренерот Александар Петровиќ експлодираа. Преку брза игра и многу добри шутеви, односно тројките на Мартин Ѓорѓиевски, стигнаа до предност која толку ја исчекуваа сите присутни во салата. Запишаа 24 поени наспроти скромните 7 на гостинскиот состав и во последните 10 минути игра влегоа со предност од 61-56. Последните минути од играта беа напнати, иако на 6 минути пред звукот на сирената МЗТ воскресна. Сепак домаќинот не се даде лесно, па веќе на 2 минути пред крајот имаа изравнет резултат со 70-70. Искуството во редовите на МЗТ го победи младиот дух кој владее во Куманово со крајен резултат 72-76. Ние смогнавме сили покрај сите проблеми што ги имаме да одиграме еден надпревар на една топка да одлучи. Имавме водство на минута до крај, меѓутоа една
грешка у одбрана не кошташе. Мислам дека на преземањето Пенов се лизна и Бојич даде кош, после све беше на топка. Ние таму на Пенов имаше фаул, не досудија фаул на пола кош за нас. Они дадоа контра кош. Им честитам на моите момци покрај сите проблеми, овие се стварно херои денеска. Мислам дека ваков епилог не заслуживме у првенството, али тоа е. Идемо дале, ќе се бориме и имаме надпревар у вторник у Кавадарци. Мислам дека тој одлучува, надпревар е битен. Тоа е. И пред првенство кажавме дека влезе у 6 би бил голем успех, меѓутоа ова екипа имаше шанси да биде и меѓу 4, меѓутоа покрај сите проблеми мислам дека пак ќе повторам дека ова екипата не го заслужи. Со 16 поени на ефикасен кај кумановци беше Игор Пенов, поен помалку запиша Адем Мекиć, додека со 12 поени мечот го заврши Бранислав Ѓекиć. Во составот на победникот со 19 поени на мечот беше Андрија Бојич, а со еден помалку на листата стрелци е и Дамјан Стојановски. КК Куманово моментално се наоѓа на 7-та позиција на табелата, а во завршниот дел од првенството влегуваат првите 6. До крајот има уште 3 надпревари, од кои следниот го игра веќе во вторник против Ени Индустрија од Кавадарци. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. 13 пациенти со морбили се прегледани во текот на вчерашниот ден, од кои 7 се задржани за болничко лекување. Од вкупно 34 пациенти хоспитализирани на клиниката, 16 деца и 18 возрастни, 2 деца и 2 возрастни се со потешка клиничка слика, информираат од Универзитетската клиника за инфективни болести. Од 7 новозаболени, 2 се деца на возраст од 6 месеци од Куманово и едно дете е на возраст од 1 година од Сарај, кои не биле вакцинирани, а 4 се возрастни од Сарај, Карпош, Студеничани и Скопското село Паничари, за кои нема податоци за примени вакцини. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска изјави дека минатата година повеќе од 3-кратно е зголемено спречувањето на криумчарење мигранти. МВР и јавното обвинителство на Северна Македонија формираа посебна национална единица за спречување на криумчарење мигранти и трговија со луѓе која работи на спречување на илегалната миграција и веќе има резултати. Врз основа на тоа, изминатата година повеќе од 3-кратно е зголемено спречувањето на криумчарење мигранти, разбивање на тие криумчарски групи, истакна Спасовски, кој заедно со вице-премиерот Бујар Османи го посети граничниот премин Богородица. Посочи дека бројот на лица кои транзитирале низ државата надминува 1 милион, што според него само по себе ја покажува сериозноста на предизвикот со кој се соочуваме. Нагласи дека како држава имаме зајакнување на капацитетите од материјален и технички аспект со набавка на нова опрема и во тој контекст го посочи завршувањето на преговорите за парафирање на договорот со Фронтекс, кој очекува наскоро да биде потпишан. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 19 степени, а минималната беше 3. За утре метеоролозите најавуваат претежно сончево време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 20 степени, а утринската ќе биде до 2. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Ви посакувам убав остаток од денот и убав и пријатен викенд. Довидување.